Доктор Бошко е специјалиста невропсихијатар, односно специјалиста психијатар и специјалиста невролог. Со служба од преку 42 години, клиничка служба во Србија, таму заврши факултет, таму заврши специализација и големата трагедија што се случи во Кочани беше мотив да ја напишам книгата "Нема поголема болка во човекот од болот во душата". И тука ги ставив најчестите денес состојби кои секој човек во секојдневнието ги доживува: стресот, неврозата, стравот, субдепресијата или депресијата и паниката. Ке изнесам за секоја болест, прво ќе објаснам за секоја болест што значи невроза, што значи стрес, што значи анксиозност или страв, што значи паника, што значи депресија. И за секоја болест ќе изнесам неколку драматични случаеви со мои пациенти со сериозно доживена тешка драма во своето тело, во својата личност, во своето семејство. Бидејќи кога еден човек во семејството е болен, болно е целото семејство. Кога еден човек пати и семејството. Зашто? Зашто нивната голема желба да што полесно му овозможат болеста да ја помине и нив ги доведува сите во една состојба да имаат сериозни проблеми со својата психичка, ментална и психосоматска состојба. Така да овие болести кои ги наведов, а има уште една серија други болести, моите колеги невропсихијатри тоа одлично го знаат, кои се присутни кај овој питом народ. Не е битно дали е македонец, дали е албанец, дали е било која националност. Душата знае да одговори на сето тоа. Телото знае да одговори. И ја имам доста пријатели овде во Кичево, имам доста и пациенти од Кичево, и да на почетокот ги поздравам без разлика дали се од македонска или албанска националност. Тоа беа драги луѓе. Од тие луѓе научив и некои ствари што можда во животот ни во една книга не е напишано. Мислам, милоста и љубовта во секое семејство уште од врата се, како ми рече еден стар аџо, кога се представив, рече: докторе, кога ве гледав како одите, видов дека имам пред себе сериозен човек, а кога почнавте да зборите, ви благодарам, многу ствари научив од вас, ако имам години. Сите ние се учиме цел живот. Сакам да зборувам што е тоа невроза. Ке одам постапно, дел по дел. Или да одам од подраматичното, например, стравот. Во секој од нас, почнувајќи од мене, секогаш постои реален страв. Страв кој лепди во нашето тело, во нашата душа, во нашиот ум, да нешто не се случи, да нешто не се деси. Тоа е физиолошки уредно и нормална работа. Спротивно на ово, постои патолошки страв. Страв кој води кон сериозна болест. Ке излезем еден доста драстичен случај на особа од 32 години, мајка. За време на моје дежурство беше донесена на преглед. Меѓутоа беше збунета цела, не знае што збори, не знае што се случува околу неа. Комплетно изменета личност. Дојде со нејзиниот сопруг. Сопругот зборуваше, не таја, вели: докторе, сериозна и озбилна е ситуација со моја сопруга. Се онесвести на врата кога влезе во собата. А зашто, реко, се онесвести? Што се случило? И тогаш се уклучи неговата сопруга да објасни: јас само што легнав да спијам, во тој момент го слушам гласот на мојот син. И јас се уплашив и станав да видам од каде доаѓа гласот. Кога се приближив до вратата кај што
доваѓаше од каде доваѓаше гласот, јас ја отвори вратата и со несвести. Тука и беше ништо не памтам. Наиме, нејзиниот син, неговото дете од господинот сопруг, починато е пред 3 години, закопано на градските гробишта, а починало од една тешка болест која се вика леукемија. Сопругот објаснува, докторе, многу им беше тешко во душата и едноставно сакав да ги слушам дискетите што ги имаме снимено на роѓен ден, на прослава, за нова година, годишни одмори и така. Сакав да ги слушам, да го слушам детето, да го видам него, гласовите да ги видам. Меѓутоа, јас мислев дека сопругата спие, она уште не заспала и она ги чула гласовите и се ово случи. Пациентот го задржавме на оделење. После нејзиното задржување, лечењето продолжи еден подолг период и заврши, на жалост, со една тешка, сериозна психијатриска болест по таа личност. Ево што значи колку умот може да го промени човекот. Јас на сите мои пациенти во разговор им зборувам: научите, никогаш не го слушајте телото што ви кажува, зашто ќе ве наведе на лошо. А борбата со телото ќе изгубите секогаш. Слушајте го вашиот ум. Тој ќе ви ја каже правата вистина. Сте се карале, размисли зашто и како. Може да се ти крив или може да он е крив, али мора да се најде заедничко. Значи, слушајте го, почитувани гледачи, вашиот ум, не телото. Телото ќе застрани како год сакате. Сме сведоци на многу убиства, сме сведоци на многу несечи, сме сведоци на многу трагедии, сме сведоци на силни други проблеми, што телото беше господар, а не умото. Меѓутоа, вели, после тоа, кога размисли, видов дека сум пребрзал. Анксиозноста или латински анксиетас, е состојба која никој не може да предвиди кога ќе се јави, никој не може да предвиди колку долго ќе биде присутна во личноста, никој не може да каже крајот ќе биде ваков или таков. Со овакви последици или со други потешки последици. Значи, анксиозноста е наш голем непријател скриен позади нашиот грб. Што се однесува до болеста депресија, има уште некој случај од областа на анксиозноста, ќе го кажам само да ја кажам дефиницијата за депресија или преголема тага во човекот. Значи, присуство во личноста, преголема жалост, али неоснована, без вистински причини за постоење на болеста на депресија. Ке опишам случаеви од депресија, али да се вратам на анксиозноста. Доста интересен случај, каде што една болест предизвикува друга болест, друга потешка болест. Наиме, таткото на своји 42 години возраст, ја тоа и во книгата го опишувам, работел као дипломирани правник во една фирма и имал голем страф од телефонот, од звонење на телефонот. Било мобилниот, било домашниот. Понатаму имал голем страф кога дојде на работно место, во ходникот слуша многу гласови, дека нешто се случува. Причината е објективна. Кога ми ја објасна, ми беше јасно зашто тоа го слушаше, го доживуваше, зашто од тоа се плашеше многу. Наиме, неговата ќерка на возраст од неполни 21 година болуваше од една тешка болест која се вика епилепсија. Епилепсија во превод значи оние што паѓаат во несвест и
често пати се случувало да му звонат на телефон: слушајте, овде ви падна ќерката, се онесвести, има епилепсија. Затоа тој страф од звонење на телефонот секогаш бил врзан за ќерката. Во ходникот кога ќе чуел многу викање, често пати имам прилика да види како два човека или еден човек ја носи во раце неговата ќерка онесвестена во кај него во канцеларија. Девојчето е лечено на повеќе клиники, на повеќе одделенија од болеста на епилепсијата, меѓутоа, нажалост, по него од тој силни стрес доживува мождани удар или излив на крв во мозокот и се парализира човекот. Со големината на тој излив на крвта во мозокот се повремено зголемила и тој, нажалост, не живееше повеќе од 10-15 дена и го заврши трагично животот. Ево како една болест може да предизвика друга потешка, како една состојба може да ја промени целата состојба во едно семејство за многу краток период. Се сеќавам на еден случај, тоа кај мене се случи, врзано за стравот, за младо момче. Ја би ја замолил публиката која гледа телевизија Ускана, која е изузетно почитувана телевизија и чини голем напор да ја приближи до јавноста вистината, да им помогне да им разјасни за многу работи, што е то доста благодарно и тоа е за почитување. Се сеќавам на едно младо момче, а ќе кажам причината за тоа: немојте да верувате на особи кои се бават со гатање бабини деветини, немојте, ќе ги упропастите своите домашни. Наиме, момчето 12-13 години повторно почнало да мокри, да моча во кревет. Родителите се уплашиле, па го носеле. Но? За време на спиење во сонот, баш така, управо, сосем добро рековте. И родителите го носеле вамо, тамо, овде, онде, меѓутоа му рекли имало некоја гатарка која може да му го реши прашањето и то се. Па слушајте, она е стварно нечесно и непоштено да се играте со душата на една млада личност. Што им препорачала? Собирајте му е мокрачата и кога е пол месец, врзите го за дрво со јаже и вртите околу него кругови и прскајте го со мокрачата. Ви се молам, тоа е недопуштиво. Детето доживе огромен страв. Уште повеќе ја влоши својата состојба после сето тоа. Затоа молам сите родители кои има деца, внимавајте што и како со нив контактирате, работите. Нема по-мило, топлиот збор. Нема по-блиску што детето ќе го доживи таткото или мајката од начинот на кој му придете на тоа дете. Зашто децата ги сакаат бабите и дедото? Затоа што бабите и децата и дедата, бабата и дедото се блиски со детето. Заедно се игра, заедно се, нема ви повикување, нема карање, нема ништо. И јас ја сакам баба, јас го сакам дедо. Има еден интересен случај во град овде блиску вас во Кичево се случи. Таа жена, јас бев на одмор, кога ми ја донесла, наиме, христијанска слава, кучна слава беше, и снајата отишла до супермаркетот да купи што треба за слава, пошто гости доаѓаат. И се враќа назад и гледа пред вратата змија смок, голем, а пред него едно лонче исполнето со млеко и он пие млеко. А свекорот позади пенџерето е гледал на ја.
И кога зелао еден стап да го бие, он истрчал. Не, немој да го бие. Тој секоја година се појавува на денот на наша слава. Од таа вечер, од тој ден, и почнува да вика, како ми објаснуваше свекор, децата ќе ми ги убие, децата вака, а децата поред него од голем страв не ги гледа децата. Во тој момент, од таа вечер, жената го има изменето своето однесување. Станува нервозна, не може да спие, ноќе им објаснува на свекорот и свекрвата дека седи и чека да ако се појави змијата да ја убие, да го убие смокот, со голем еден стап под креветите, под душеците, меѓу шифонјерите, над шифонјерите, се проверила, па после ги пуштала децата да. То се продолжи едно непол месец дена, умеѓу време не дојде до тешки и сериозни проблеми во семејството, одбила да оди на преглед, меѓутоа на крај кога и нејзините родители виделе дека драмата е многу сериозна, дошла и прифатила да се прегледа кај невропсихијатар. Ево еден типичен пример што стравот може и колку стравот може психоемотивно, психосоматски, психички да ја измени личноста. И да влие на полоши. И да, браво, управо така. И да ја води на уште полошото. Видите. А докторе, ова што зборавте, бидејќи многу и во Кичево, што знам, овие луѓето го практикуваат, за секој што имаат, не трчат на лекар, трчат или на оџа, или на попе, или не знам, на други места. Тоа е грешка, господине новинар, тоа е грешка, да ви кажем, голема грешка, која многу тешко, а кај некои случаи никогаш не се исправа. А колку ви комплицира после вие да ги лечете? Многу. Многу, затоа што, видите, нечестноста меѓу тие луѓе е многу голема. Ви кажам пример со таква гледачка која им гледала на сите, дојде на оделение наше да лежи. Ја донесеа со излив на крв во мозокот по една страна. И сестрите, доктор, знаете која е ова жена? Поима нем, рекол, прв пат ја гледам, рекол. Па ова е таа чувена гледачка што гледа и што гата. А, одлично. Гледате кој коментар ми го кажа. Ајде, рекол, пошто си голема гатачка, изгатај сега како да го решиме твојот проблем. Ти ми диктира, ја тоа ќе работам. А, не, рече, вие сте доктор, вие ќе ме лечите. Ама чекај, ти знаеш да гаташ. А тоа го правив од кога веќе се стабилизира нејзината ситуација и во една прилика за време кога бев дежурен, ајде, рекол, молим те, мислам дека заслужив да ми го кажеш што, како и на кој начин ти гаташ. Карти немаш, предмети не ставаш, почнуваш одма да зборуваш. Абе рече, срамота е, али ќе ви кажам. Членови од мојата фамилија во собата кај што се дојдени овие особи да им се гата и ти зашто си дошол ради тоа, а ти што си, ја имам такви проблеми, он ја купува таа личност, собира информации и после и кажува на овај, како се вика, на неа. И онако ќе влезе и сега, например, ја вас прв пат кога ве гледам и да кажеш, слушај, ти имаш таков проблем во семејство, имаш проблем таков со жена, со деца, тоа, ќе каже, ова вистина знае, но фактички лага и превара. Зато со внимание се може да се оди. Се сложувам, ја почитувам и оџа, почитувам и поп, почитувам секој човек кој добронамерно каже нешто и помогне на некој кој е во една сериозна состојба. Али немојте со превара. Зато секогаш инсистирам, прво вашиот доктор, па специјалистот, а над специјалистот има и супер специјалист, односно професор, доцент, кои можат да помогнат на своите личности. Значи, не смеете да дозволите да верувате на невистини, на лажи, на нечестност. Греота и уништувате една личност.
Имам еден голем дел на примери во оваа моја книга на разни пациенти кои различно доживувале болеста. Има една категорија пациенти, многу позната на сите наши колеги, од сите професии, и по општа медицина, и другите специјалности. Тоа се така наречени пациенти хипохондрии. Хипохондрија тоа значи лажно болна личност или човек кој е болен во својата фантазија. Изнесувам неколку случаи овде. Млада особа, 24-5 години, се растурила веридбата и од тогаш веќе 3 години од доктор до доктор, од доктор до доктор, од лек до лек. И ја донесува братот, таткото и мајката. Јас бев во ординација. Што е проблемот, реков, со пациентот? Ме рече, докторе, што год многу лекови пие, никаков ефект нема. Нешто се случува. Ајде, реков, објасните ми што се случило. Па пред повеќе од неполни 3 години беше договорен брак. Бракот не се оствари, се раскина веридбата и она почне прво да се затвара дома, да со никого не контактира, надвор да не излегува, да и е срам од луѓето да не ја гледат, така. Ја напушта работата, работела као шнајдерка во приватна фирма. Ја напушта работата, почнува дома да не со нас да се кара и расправа, с наши пријатели кои доаѓа сега и они не смеат да дојдат од неја. И рече, нема доктор кај не сме биле, не сме отишле за срамоте да кажеме и кај гледачи, и кај вакви, такви. И ја слушам неја, а она цело време прави тикови као да е многу болна душевно, да фактички симулира болест. За да им покаже дека е многу болна, аха, и докторот ме потврди дека сум многу болна. И реков, што лекови пиете? Ја има еден лек да ви дам, плацебо се вика. Значи, повеќе служи на основа као не лек, него као витамин. И жената ја стави раката во торбата и вади една кеса. Оно што видов се изненадив. Во кесата сигурно имаше бар 20 разни таблети. И ми ги става вака во раце. Докторе, дали тој лек вие што ми го давате е еден од овие? Не е. Рече, ако беше еден од овие, ич немој да ми го пишуваш. Не е, реков. Сакам да ви кажам, уште еднаш доаѓаме колку е битен умот во решавањето на тоа. Доста драстичен случај имав таков на пациент кој е болен во фантазијата, да не е рак, да не е ово, да не. Беше директор на една фирма и колегата со кој работел, нажалост, починува од карцином на простатата, од рак на простатата. За цело време дурбиле заедно во канцеларијата, овој се му објаснува, мокрачата ми е крвава, болови имам вакви, ноќе се будам, имам проблеми при мокрењето, мокрачата ми се ја менува час бојата, и му објаснува кога ми се тоа случи во сред ноќ, онда ја не можам да спијам, се будам и не сум способен за работа. По едно време човекот починува од рак на простатата. Директоров сега се случува нешто што почнува да ја доживува судбината на својот колега. Почнува секој се бајле, страф од рак, секој се бајле мокрачата во една чаша, ја носи во лабораторија да се погледа што е, како е, да се видат наодите на простатата со така наречен PSA тест, простата тест, и често е во лабораторија, често, па почнува сега да не оди на работа. И
или зема боловање на подолго време. Една вечер слуша жената некои чекори, некои шумови во собата и онда што сторил? Влегува во собата и го гледа него, а касо било веќе 1 сатот, не спие уплашен, што е? А раката му била под перница. Кога е дигнала перницата, видела нож во негови раце. Го викнала синот, он сака да изврши самоубиство. Од страв голем дека ќе му се распадне телото. Се случува сето тоа, синот озбилно ја свати ситуацијата, со сопругата и синот право во болница. После направениот тој тест, PSA тест или простата тест, се покажува дека нема никакви проблеми, дека се е во ред со простатата, него е проблемот со неговата замислена болест во главата. Значи, колку може една состојба да ја измени личноста во даден случај кога најмалку некој очекува таква ствар. Зато уште еднаш апелирам као невропсихијатар, можда ќе ви изненади ако ви кажам, ја имам возраст од 82 години. Мада сите рела, бе докторе, не изгледаш така, реков, погреши матичар од погрешна година ми напиш. Да, 82 години е големо искуство. Ве молам, прво, во сите ситуации верувајте на своите домашни. Верувајте на своите блиски кои сакат најискрено, најчестно да ви приодат. Немојте да дозволите да ве заведат нечесни луѓе кои гатаат, бајат, тандера, глупости прават, е срамно. Тоа е нечесно, непоштено. Ја прашам ова пациентка што гледачка, како ја вика, добро реков, а како ги земаш ти парите? А не рече, пари јас не земам во раце. Па како? И ја им реков, фрлите ги на земја. Па кој ги зема од земја? Внукот доаѓа, он ги собира. Па до толку ли ве сте направиле измислени работи, срамота ви? Јас би сакал, докторе, баш во овој дел, бидејќи има многу случаи, фамилии да не зборуваат меѓу себе, поради тоа што овие бабичите им кажал дека лошото ти го правил знаата, фамилијата, а тие им веруваат. Колку треба да пазат на вакви моменти кога може да се болни тие како болест, како што има многу болести, да не се криви фамилиите и да идат до ваква ситуација. Многу умно го реков тоа. И сум имал такви случаи. Вите, мојот предлог, као доктор со едно долгогодишно искуство, со едно не амбулантно, него клинички невропсихијатар, значи кај пациентот сум имал прилика 24 часа да го гледам и навечер и наутро и сабајле и сето време додека лежи на оделење. Исправен ви е ставот во тој смисол. Немојте семејства да се замерите, да се прокрвите за нешто што ви рекле. Секогаш кога некој нешто ви каже, размислите прво со која намера, зашто ви го кажува. Ево ќе кажем пример еден. Исто, со пациент. Им рекле дека во таа куќа нивна има таков и таков знак ставен. Одите, трните го, френа ви е магија. Во собата меѓу во шифонерите, чаршавите се изгужени и вистина го наоѓа тој знак на вратата. Чаршавите кога се во долго време спакувани се гужвани, нема, не се... И рече мајко му на све ни рече така. Добро, дал си разумен што е намерата со тоа? Па не знам, да одиш поново кај не и да платиш. Човече, кој тој предмет ставе на врата ќе направи да ви тргне нешто наопак. Немој да верувате тоа, ман, престаните ко Бога во има. Прекините, ќе се уништите и вистина така би.
Ја ординирав една терапија, антидепресивна терапија и една, се викат, анксиолитичка и лекови за освободување на стравот. После едно месец и пол дена, таткото дојде, рече, докторе, па за малку бев ја блесав и будала да отидам по паметот на една старица што не знаеш како се вика, ама ми гата во куќава што е. Па реков, фала Богу да се освести. Намерата е многу јасна. Сакала да ме искористи, па ќе дојде 15 дена на 20 и фактички она ото живее. Освен што користат финансиски прати, меѓусебни разделби. Управо, значи не е само финансискиот момент што го губат, него фамилиарно се растурат, се разградуваат, стануваат непријатели, два брача се го раскинуваат братството, човече. Брат и сестра раскинуваат, значи проклетството е големо. Имате, ево погледајте, има една америчка серија, Проклетство на крвта се вика. Погледajte фамилија Кенеди како заврши. Погледajte фамилија Оназис како заврши. Погледajte Ротшилдови како заврши. Погледajte голем број на Оназис изгуби и син и керка. Таа мафија му е уби керката. Синот со атентат со хеликоптер падна и погина. Кога правеше, имаше авионска компанија своја во Атина. Немојте да верувате. Верувајте само на онај кој се најблиски околу вас. Синот, таткото, мајката, братот, сестрата. Тоа е крвта ваша. Тоа е вашата близкост. Луѓето се пакосни, тоа сватите. А не бират начин како да дојдат до некоја. Ја морам да ви кажам, книгава со еден почит ќе ви оставам вас. Прво благодарам пред јавноста на телевизија Ускана за господинот кој адхок непредвидено направи напор да ја снимува емисија, да ви ја приближи до вас. И имам почит, мада многу кратко се гледавме, после 10 минута ми рече нема смисла да ве вратам, пошто вие поштувам возраста. Од то поголема благодарност нема. Видите, во книгата опишувам покрај депресијата, покрај стравот, ја опишувам паниката. Ќе ви кажам еден драстичен пример на паника. Просто се граничи со верували или не, да веруваме или да не веруваме. Директор на една позната фирма наводно му поставиле дека има диагноза рак на желудецот. Кај господинот пациент директор му беше поставена диагноза карцином на желудецот. Всушност, што се случувало? После секое јадење, на 4-тиот или 5-тиот залогај повраќа. Правени се силни прегледи, не е утврден сигурен знак, дури и тестови на рак, што ги прават на клиника. Не е утврдено вистина, али утврдено е дека има некакви скриени состојби кои доведуваат ова состојба. Бев повикан да го погледам и седевме во дворот. Еден убав двор, една чесма и едно дрво од кое имаше јаболка. И ми смета многу шумот на водата, рече. Па реков, исклучите, нема проблем, мене не ми смета ништо. Умеѓу времено, ама не можам да го чујам звукот кога падне јаболката, пап, одма ме дига од столица. Што се случува? Ајде, реков, да се вратим назад во годините кога сте биле дете. Што се случува? Не беше, овде беше само чесма и ово дрво. И во еден час ја и брат ми бевме и мајка ми. Нас живеевме од работата на таткото. И, нажалост, таткото почина. Не можејќи да го гледам таткото во мртвечкиот сандак,
стално бегав надвор и седев под оваа чесма овде, али рече, сега нешто ме подсетува и ме возбудува што е тоа. А фактички на тоа дрво бил наслонет капакот од мртвачкиот сандак и на него паѓа јаболката и она тап, тап, тап удари, во него направиле непријатен звук и он за време на ручекот, кога го чуе тој звук, добија нагло за повраќање. Колку е тој психички јако доживено и тешко. Рече, јас и брат, јас имав 14-15 години, брат беше нешто постар од мене, се плашевме од што ќе живееме, како ќе живееме. Сакам да потврдам уште еднаш. Стравот е голема работа. Тешка работа и сериозна работа. Од причина што стравот ја менува емотивната страна на личноста, психичката страна, соматската, односно телесната страна. Тоа се сериозни кризи кои ги доживува пациентот во стравот. И една порака до моите колеги. Стравот сватите го најсериозно. Неврозата, без разлика што е транзитна, преносна, она секогаш е предскажување или предворие на некоја болест. Што се однесува до стравот, стравот е последица на доживени или измислена фантом болест во човекот која не постои. Зато еден познати доктор, психијатар, невропсихијатар, евреин, професор доктор Арон Бек, вели, се додека докторот се става во прв ред, а пациентот во втор ред, секогаш ќе греши. Во прв ред мора да стои пациентот, зашто тој е доктор ради пациентот, а не пациентот ради докторот. Со тоа, веднаш во стартот, кога пациентот ќе види дека докторот го почитува и му дава предност, веќе во него му ја дава слободата да може да разговара и да каже што го мачи и причината зашто дошол до тоа. Професор Арон Бек, тој е познати behavior стручњак, еден европски стручњак, кој секогаш апелира дека мора на човекот да му се каже вистината. Еден познати автор во светот, автор на познатата школа, иначе наш колега кој е невропсихијатар, беше професор и носител на школата на психоанализа, Сигмунд Фройд. Позната психијатрика професор Хонеј, едина во светот која му дигнала прс и почна да го кара. Професорот не реагирал. Што се случува? Он стално го вели, јас правев голем напор да психоанализата приближам до народот. А вие либидото значи сексот и желбата за сексот. Не, професоре. Жената има друга анатомија на гениталите, мажот има друга. Сватите го тоа. Значи, не мора се да се заврши со вашето либидо. Еден познати исто психијатар, и ја има тука во книгата неговата шема ставена, тој прв, значи, уште од времето кога Аристотел, значи пред повеќе од 2,5, односно 3000 години тврдел дека причината за одредено променето, изменето однесување во човекот се мислите, а мислите ги врзува за една течност во телото, за друга течност во телото која се вика крв, ја врзува за трета течност која се вика жолчка. Објаснува многу јасно кај особи каде што е присутна големата течност во телото, во дадени моменти ќе имат изменето однесување под дејство на одредени варени ситуации, на конфликти, на карање, на доживување случаи и така. Истото тоа ќе се случи кај особи или сангвинит, како се викаат,
течностите, личности кои имаат зголемено присуство на течности во телото се колерици. Така да во тој контекст внимавајте на тоа што се случува. Значи, надворешната ситуација на холерикот, на сангвиникот, на меланхоликот, на личноста ќе направи да реагира апропо оно што се случува. Ево, секој од нас го има тој реален страв. Одиме по улица и слушаме шкрипање на гуми. Нормално е да се свртиш да видиш дали тоа ауто изгубило контрола па оди да те повреди. А тоа не е болна страв. Тоа е реална страв. Али ако ти видиш дека аутото оди кај себе, или случај што имавме со едно младо девојче во Струга. Вие знаете, во Струга езерото има две карактеристики водата. И то би ве замолил да обратите внимание на тоа. Има време кога дува еден ветер од езерото према обалата. А има друг ветер кој дува од обалата према езерото. То се стрмец и југ. Така се викаат ветровите. Се видите, кога дува тој ветер од обалата према длабочината на езерото, и го померува дното на. И таму кај што било довде плитко, сега е длабоко. Девојче научено дека е плитко влегува и се удави тука. Односно се давеше, пардон. Мајката, не знајки дека не знае да плива, стрча да ја спашава. Мајката се удави, девојчето го спасија пливачите околу. Колку во тие моменти настанува блок на афективно, на некоректно размислување и со изузетно тешки последици. Умеѓу времено сопругот доаѓа, па рече шо барала, она не знае да плива, рече. Па кај бевте вие? Ја бев да купам нешто за да јадем. И еве како се заврши. Сакам да ви кажам, за све треба да биде човек спремен. Али не сме да го губи умот. Не сме да дозволи телото да му гарантира да прави такви хитни потези. Така се случуваат и убиства, така се случуваат тешки несреќи, така се случуваат многу драми кои имат сериозни последици по цело семејство. Видите, докторе, ги поминавме од 40 минути. При крај на ова емисија, ќе кажам, во делот на нервоза. Гледаме последните години, ќе кажам, или од време на короната, има повеќе раст на убиства, во Косово, секој ден гледаме дека има вакви случаеви. Од што повеќе иде? Сите сериозни такви ситуации во основата на сите тие, корона, било кој други боли, земјотреси, поплави, сите тие психоментално ја менуваат личноста. Што значи оставале последици. Сега, колку се тешки и како тие последици ќе се доживат, проживеат, се зависи од човекот. Некој нема да размислува, одма оде да се расправа. А некој ќе каже, чекај, ово што го рече, управо е, треба да го почитувам. Значи, структурата на личноста, карактерот, зато имаме во целиот свет, и во Африка, и во Азија, и во Америка, и овде кај нас, флегматик, бригавал, меланхолик, се гледа црно, а куќата му цвета. Холерик, човек кај кого течноста го менува. Грото на течноста во неговото тело, кое клуча, го менува неговото однесување. Сангвиникот, јаката крв, прави да е, ви сте видели некој експлозивно адхок скокне, не размисля, чекај бе, можда е во право што го рече. Еве ако ви кажем еден случај во Струга. Бев сведок лично, на паркинг. Застана со кола и пријател од таа страна разговара со него нешто. Тој од позади почне да го псуе, овај од кола излезе, отвори вратата и дојде до физички обрачун. Од ништо. Можда застанал да праша нешто важно,
Па стрпи се, мајко. Можда сакал нешто да чуе, можда овој сака нешто му пренесе. Па не е во прашање живот. Докторе, дали може пациенти да ве сретнат вас? Имате ординација во Срибен? Ја во ординација користам од колеги кои ме викаат као консултант. Ме сваќате. Ја можам да го дам телефонот мој, да контактираат со мене. Меѓутоа, се зависи од случај. Ја секогаш, и то веднаш да кажам, битно е, пошто сите сме во една финансиска зависност, првиот разговор не кошта ништо, зашто одлучувам дали ќе го прифатам као пациент или не. Дали е во мојот домен, ја не можам ако има проблеми интернистички, ја да го решавам то. Ја не можам да ако има проблеми ортопедски да го решавам ја. Ако е невролошки или психијатриски, пошто сум специјалист, невролог, специјалист психијатар, ја прифаќам апсолутно за соработка. Мојот број на телефон, мои драги, морам да ви кажам, мојот гост, односно мојот пријател, каде јас као гост, ме прифати као да се знаеме 100 години. Мојот број на телефон е 070 941 976. За било какви консултации ве молам. Само да не биде као што ми се случува, ме барат во 12 ноќе или да то биде пристојно време, не подоцна од 10 часот, а измеѓу 1 часот, односно 13 часот и 15 ја правам пауза да се одморам, пошто секогаш сум спремен да одговорам за оно што ги интересира, консултативно да им се помогне. Моите први разговори уопште не ги наплатувам. Јас сум 82 години и со една нога пред Бога. Сакам да имам чиста душа, имам семејство, не сакам да дозволам да моето семејство има проблеми. Доктор, бидејќи сме прикрај на ова емисија, ќе кажем кој ќе биде вашиот апел до гледачите со мисла ние да се видиме и да разговараме посебно за стресот, за нервозата, за стравот, за паниката, бидејќи како е наука. Ја би ви благодарам, добро ме подсетивте. Ја ве молам да го запишете вие мојот телефон и да организирате една јавна трибина, каде домаќин на таа јавна трибина ќе биде телевизија Ускана, со разговор од одредени болести кои гледачите ќе ги постават кај вас као телевизија и во тој пример да ние направиме една јавна емисија или одавде од студио да се направи тоа. Благодарам. Кој е вашиот апел до гледачите? И кај може да го најдат книгата? Книгата ова книга е штампана во 1000 примера и сега сум во преговори, разговор со книжарници да земат да инвестираат книгата во јавноста. Не дозволе да кошта повеќе од 200 динара. Они реко, доктори, мора да имаме и ние профит. Колку ви треба профит? 30 динара. Мене од тие 200 динара ќе ми даете 70, а 30 земајте си за вас, али од 200 динара не сме да биде повеќе. Сгрешиш само што не стаи в цена, меѓутоа сега мој пријател кој работи во книжара рече нема проблем, ќе ставиме на секоја книга печат дека е 200 динара и не може да ги менува. Така да чекам кој книжари ќе биде, јас ќе ми биде драго уште еднаш да бидем гост на ваша телевизија, пошто имам топли врски во Кичево со доста мои пријатели, да отпочит пред телевизија Ускана, која стварно е телевизија, не као телевизија со себе, него телевизија за градот, сум спремен да по наш договор конкретно со вас ќе размениме броеви на телефон, а било би добро ова да го чуе и градоначелникот. Да он организира, спремен сум, никакви финансиски не барам трошкови да ми се платат, да се направи една јавна трибина во градот, каде што повеќе за болестите ќе се има време, али повеќе да се дае време и да прашуваат кој што го интересира.
Тоа е мојот предлог. Благодарам, докторин, беше и чест за нас што вие сте наши гости, нашите врати секогаш биле отворени за луѓе што сакат да помогат на општеството и нашата цел те гледачите што да слушат повише. Благодарам, ни беше чест. Вие сте, реков уште на почеток, вие сте телевизија не као телевизија за себе. Вие сте телевизија на народот. Продолжите така, ќе успеете. Благодарам. И благодарам вас.